Здравствени работници вработени во градинки и домови за згрижување на стари лица, припадници на полиција, возачи во ЈСП и таксисти, шалтерски работници и пациенти пред хоспитализација, како критични категории ќе се тестираат на коронавирус со скрининг метода. Здравствените власти сметаат дека со скрининг тестирањето од следната недела подобро ќе се процени колку ќе се олабават рестриктивните мерки и значително ќе се зголеми бројот на тестови. Во текот на следните денови ќе биде готов новиот алгоритам и ќе се дефинира таргетираниот број на тестови што ќе се прави дневно. Кластерите по возраст и хронични болести би биле опфатени со испитувања во натамошниот период, за да се види прокуженоста на населението од овој вирус. Дебар, кој беше првото жариште во земјава, спроведе скрининг кај населението кој покажа загрижувачки резултати. Дури половина од новодетектираните пациенти немале никакви симптоми, не знаеле дека ја имаат болеста, ниту пак биле официјално регистрирани како заболени. Надлежните велат намалениот број на тестирања се должи на се помалиот број на пациенти кои се сомневаат дека го добиле вирусот, а скрининг тестирањата ќе ги опфатат ризичните категории кои имаат контакт со голем број луѓе во текот на денот.